Така, сега јас само да кажем за гледачите дека денеска ќе го направам најпартизанското или најкомичкото видео што сум го направил на новој канал, бидејќи имаме една итна ситуација во Прилеп и околу Прилеп. Вие веќе го гледате наспроти мене мојот пријател Ѓорги Ѓоргиевски, а јас, за разлика од некои други јутјубери кои што се снимаат додека одат на Малдивите и на слични места со парите од многуте претплати што ги имаат, сум по пола и одам на работа, но борбата за слободата и за Македонија не престанува, така што ќе го искористим и ова време. Па, Војводо, добре дојде на каналот, татончо, како си? Војводо. Здраво, Владко, добар сум, благодарам. Еве, моментално сме на стражарски пункт. Ти го чуваме дворот, како викаме ние меѓу себе тука. Од странски окупатор, доколку би можел да кажам дали е странски, односно е домашен, да се работи за домашен окупатор, а странската фирма е само некоја форма. Моментално се работи за фирма Дух, да им биде на сите јасно, тоа и нам не ни беше одеднаш јасно, значи се работи за фирма Дух, која се вика Бехтел и Јенка. Во Америка е позната како The Evil Company, ѓаволска компанија. Тоа е едно, кратко да објаснам за твоите гледачи кои не следат, дека оваа фирма Дух како оперира, еве барем тука низ Македонија, таа е само како изведувач кој има своји подизведувачи за сите останати работи. Значи, минирањето го прави македонска фирма, така да, еве, да речеме, после определена штета материјална на села, на градови, на околни недвижен имот, тужбите одат на македонска фирма. Главен налогодавач или работодател на ова Дух компанија е така нареченото криминално државно тело или ЈПДП, јавно предпријатие за државни патишта. Бехтел и Јенка всушност не фигурира никаде. Таја само ископува минерали, кристали на каракамен, ги товара и ги носи во непознат правец. Ете така за почеток би го почнале. А нели требаше да гради патишта, а од патиштата нема ништо? Непознат правец. Се извинувам, Владко, уште еднаш. Да, значи правичната намера или правичните тендери што ги доби оваа компанија беше за градење на патишта, а сега гледаме дека она што всушност го прави е експлоатација на минерални богатства. Апсолутно, на тоа ние предупредувавме уште пред неколку месеци кога почна кражбата на минерали и кристали на реткиот на светско ниво геолошки локалитет Каракамен измеѓу селата Алинци и Шелеверци во Прилеп. Видете, неодамна видов некој интервју на господинот Мицкоски, беше запрашан за ова и тој исто кажа дека моментално не е ни шајка закована во Македонија, а не отпочнување на патишта. Замислете што да би им било јасно на македонската јавност, луѓето отвораат копови, рани наново по планините, уништуваат природа, минираат се живо околу нив и под изговор дека правеле рудник за тампон. Знаете, тоа е како она народната се собрале, ако сакате, Тоа е како она народната се собрале 10 души и кај кројачот и бараат костум за зетот. Кројачот го бара зетот, дајте вика зетот да му земам мера.
А еден од присутните вели па моментално невестата е на болница на пораѓање, така да го чекаме зетот скоро да се роди. Веќе се отворени неколку рудници и во селото Горно Бањица во Гостиварско. Таму има огромни материјални штети, таму паѓале по 200-300 килограмски камења врз покривите на куќите. Ние се слушнавме и со жители на Горно Бањица и со нив сме во контакт, така да мачкање на очи не врви. Тука нема никакви автопатишта, овие отвараат рудници. Моментално можам да кажам дека има една која ми остана од еден професор по македонски кој го имав во гимназија, еднаш ни рече копајчи глушец, ние откопавме слон. Истото и сега се случува моментално. Значи, со што ние дознаваме полека дека сите извори за вода во Македонија се продадени. Добро. На кого се продадени? Па на кого? На некој невидлив дух. Тоа точно кој може да го каже. Експлоатација моментално ова место кое го браниме, кое се наоѓа блиску изворите за вода од кој се снабдува град Прилеп, барале концесија за управување на 20 години, замислете. На 20 години концесијата е побарана за ископ на мермер. Тоа веќе го добивме, а концесија не е ни издадена. А овде е веќе направено мало село, цел камп, каде се беа, односно пред да им ја блокираме работата, беа сместени, залогорени, со многу механизација, со многу работници и почнаа да туркаат цела една планина. А имаат документ исто колку јас што имам документ за истото да го правам. Ништо. Вака, Ѓорги, една работа многу пати сега нели актуелно е по социјални мрежи патриотизам, суверенитет, ова не даваме, она не даваме и сето тоа не залажуваат со некои апстрактни работи, а она што е конкретно, земјата, водата, воздухот, се она што е есенцијално за животот на живиот народ таму се краде. Како што кажете, се продава и што ќе остане за народот? Ако земјата се даде под концесија, ако водата питката вода се земе, што значи ќе мораме да купуваме флаширана вода, воздухот знаеме во зима каков е, од кои причини се уште се крие тајна дека се горат отрови и постојано ни се вратат едни исти актери. Како надворешни, така и внатрешни, убаво го каже ова, без соработка на внатрешните квинслинзи, јас не верувам дека може да се случува ова. Апсолутно, Владко, апсолутно. Апсолутно во дворот не може да ти влези ти да не знаеш или без да знае некој од твоите. Апсолутно. Ова е сето, значи ни Бехтел, ни Енка, не ни наш непријател, не јас али се додека научиш, додека влезеш во сето тоа како е сето групирано, ова е толку лукаво смислено, али добро, јас и ти добро разбираме, се надевам дека и твоите гледачи се добро информирани, тоа е дел од големата агенда 2020-2030. Така да ова е мислам еден од плановите за поробување на човештвото, односно како јас би рекол ставање во шише и шишето да се затвори од озгора и така го имаат цел свет во едно шише ставено. И имаше пред еден ден изјава на Бил Гейтс, го прашува новинар, му вели многу ми намислат дека ако се засадат доволно дрвја, дека ќе се реши проблемот со климатските промени. Човекот убаво се изнасмеа, вика, па тие не разбираат наука, што го велат тоа се идиотштини. Што значи, човекот очигледно кажува дека садењето дрва, дека создавањето повеќе зеленило и природа не е од наша корист, дека нешто друго не е од корист. Значи, овие идеи што ги имаат машини, вештарска интелигенција, копање, плување отрови наоколу, затоа што секој еден рудник знаеме дека подразбира
измивање на тие материјали со вода и значи подразбира загадување на околината. Поправиме ако грешам. Апсолутно, апсолутно. Видете, тука исто би додал, Владко, значи што е важно, посебно за овај прилеп за овај проблем нашиот прилепскиот, тоа се наоѓа на превојот Плетвар, кој е добро познат за македонската јавност. И видете, тоа е така е испречена планината Бабуна. Значи ветровите од Повардарието кон Пелагониската котлина дуваат од три превои преку планината Бабуна. Тоа е едниот е превојот Плетвар, вториот е превој Дервен, исто тука Прилепско, пак каде што се наоѓаат всушност и рудниците Сивец и Фимар за Белмермер. И третиот превој е кај Богомила. Значи сите ветрови од Повардарие кон Пелагониската котлина ја пресекуваат испречената Бабуна планина преку овие три превои. И тука отвораат копови, значи превојот Дервен е веќе заразен, како се дигат сета таа прашина, ветрот ја носи долу во котлината, во градот, и овде отвараат веќе и нова рана, и вториот превој го фаќаат. Но овде има, ете, како ви кажав, една многу скриена лукавштина, каде што водата ја завземаат. На најсиромашниот патен морам да спомнам град со водоснабдување, кој град носи некаде околу 80 километри цепковод од Кичевското село Горно Добрајновец. Имаме мал прекин во кутијата. Не знам дали се слушаме сега. Добро, сега, знаеш како, имаме технички проблеми, ама интересното е дека ваквите муабити не е исклучено да се следени, така што да имаме и технички проблеми. Така. Ќе ги спојам јас видеата, значи објаснуваше за ветровите, значи за ископите што се направени, кои како ветровите ги носат тие штетни прашини кон градот. Да, значи тука со отварањето на овој нов рудник исто имаме дуплиран проблем кој веќе Прилеп го има со истото, и овде се отвара, значи од тој рудник ете и таа страна на проблемот со слегување на прашињата долу во градот. Покрај тоа што се загрозуваат единствените извори своји, ќе потенцирам за вода. Така, кажи ми, Ѓорги, како сте организирани, значи која е организацијата, значи од каде добивате поддршка, до кои институции, до кои организации барате поддршка, како гледачите да ви помогнат околу тоа, како да ви се приклучат до тоа што јас ќе се повикам на оно што го кажа ти преку мегафон за Прилеп, за Македонија, за тоа што да го земеме како еден бастион, како една тврдина која што сега треба да падне. Прилеп со паѓањето ќе почнат да паѓаат и остатоци од Македонија, не дека веќе некои не се паднат. Па и јас би го рекол тоа, Владко, види моментот кој веќе се случи кај нас тука во Прилеп, тоа е само едно разоткривање на еден многу поголем пакет кој се одржи. Значи тука да бидат сигурни се работи за продажба на сите извори за вода, така да овај проблем е се македонски. Треба сериозно да се замислат сите македонци, и јас би повикал или и укажал на еден важен момент, што јас мислам дека сега е моментот за сплотување и за единство меѓу обичниот народ, затоа што баш овај момент бара единствено решение носи само преку збратимување и преку единство на народот. Доста беа кавги, доста беа овој оди во црква, оној оди во синагога, овој оди во џамија.
Па не го сакаме затоа што бил не знам каква националност, па не и можам да кажам дека алармираме. За тоа веќе нема место. Нема простор. Ова е дојдено многу посериозно за сите да бидеме не само робови. Нас не се заканува или да се биде или да не се биде. Ова е доста сериозно. И во зародишот, ете Бог сакал да го разоткриеме полека. Јас го почнав, го покренав ова прашање, ти си можеби во тек на нашата страница Спас за Прилеп. Така. На 28 или 29 април беше кога го снимив првото видео. Односно првото видео за овој коп нов после Каракамен ми беше на 22 февруари, каде се гледа се уште зеленилото на планината и направен само еден пристапен пат за машинеријата кои ја носеја на високо на кота, на висока кота на планината. Второто и баш она алармантно кој носеше и наслов Црвен аларм, се спрема, се заканува можен екоцид или геноцид од еколошка природа. И со тоа, ете, видео веќе почна завзеде, така да речам, доста ние што и вреди внимание. Моментално можам да кажам дека ете цел Прилеп е како мравјалник би го нарекол. Насекаде се зборува за тоа. До обичните луѓе е дојдена опасноста, но знаеш како јас велам одавде, логички го сваќаат сериозноста на оваа опасност, но сепак е потребно време и тоа го знам и со Божја помош, тука само Бог да ни помогне да, како јас го велам, одавде од главата се спушти долу во срцето. Па во срцето кога ќе почне да гребе, тогаш веќе ја чувствуваме сериозната опасност и тогаш би дошле на овој стражански пункт многу повеќе луѓе. Мада можам и да се пофалам, ете јас сум пријатно изненаден или како знам некош да кажам и шокиран пријатно. Доста народ го зеде тоа од време на време, значи постојано некој иди застанува без никој познат овде, значи не се бара тоа како бидејќи ние си се знаеме македонците, малку сме тешки за тоа. И за сега има добар одзив, но треба многу поголем, на што и се надевам и очекуваме дека ќе биде тоа. Така, институции, организации кои што ви имаат дојдено на помош периодов? Да. Извини, Латко, прашањето е да, интересно. И истовремено и смешно. Ти благодарам за прашањето, ме насмеа малку, али добро, ворете, види, мислам дека сите институции се веќе информирани, ние водиме и на тоа поле, како да речам, битка, значи правните работи се тераат редовно, но ете, ние подадовме до Основен суд Прилеп исто обезбедување на докази за работата на овој окупатор. И тоа беше во рок од 48 часа требаше да достават. Но бидејќи овој кој е завзел планината и веќе почна да ја минира, почна на големо да турка цела планина, бидејќи ете решиле луѓето, нема никаков апсолутно документ, па ете судот повторно ја прекршија својата, како да речем, својот закон, па ај чекајте вештаците да се соберат, па уште 2 недели му требале, демек па во тоа време белки ке ви падне вас моралот да ни блокирате. Така, знаеш зашто те прашав, Ѓорги, знам дека изгледа смешно, но изминатив период Facebook беше преплавен дека ете сега дошла победата,
дека нешто се случило, или имавме избори и дека нешто се случило радикално, не знам што, ќе ја спасиме сега Македонија, ете го испитот за спасување. Дали тие победниците, тие ослободителите се на вашата страна? Односно, дали се на страната на сиот народ? Убаво кажа ти, значи народот кој што не треба да се дели веќе нити на вера, нити на националност, нити на ништо. Вода пиеме сите на крајот на денот. Апсолутно, Владко, види, ние се уште ги немаме слушнато. На нашиот стражарски пункт пред една недела беше, значи, на никаква покана се понудија дечки кои бивши активисти од страна на на екологијата кои биле и ме предупредија, ние сите сме од левица. Јас му реков, дечки, вака, се работи за доста сериозен проблем, но ние тврдо сме решени никаква политика и никакво мешање во политика нема да имаме. Ако го совлечите својот дрес, добре дојдени сте како загрижени граѓани, да, дојдете, ќе ви покажеме, ќе ви раскажеме се што ви треба и од денешниот ден па натаму и ќе ви доставуваме. Значи, во заеднички интерес е ова да излези во јавност и македонската јавност да има барем приближна представа за што станува збор. И дечките без никаков проблем, не ни е ни тоа важно, рекоја, без никакви дресови дојдоја. Бевме добри домајчини, ги пречекавме. По 2 дена после тоа дојде еден млад дечко од Гевгелија, Сашко Јанчев. Исто ми се јави, вака и вака, сакам да дојдам, знам дека не сте, вика, јас нема да идам од име на левица, јас сум пратеник во изборна единица 4 во која спаѓа и Прилеп. Реков, добре, дојден си, нема зошто да не, па еве, го очекуваме од утре или од други ден. Тој најави секојдневно присуство на нашиот стражарски пункт. Така, Ѓорги, важното ваквите случаи, ако тој е веќе избран пратеник, институцијата пратеник веќе не треба да се наблюдува како политичка функција. Односно, тој веќе ја представува државата и нејзините институции. И такви луѓе повеќе треба да има таму, од сите партии, не само од левица. Значи, затоа што тој го представува знамето на државата веќе, како пратеник. Така, апсолутно, и представува зад себе, носи габарит, да речеме, од 10, од 20, од 30 илјади гласа. Исто така, да, ако можеме и од таа страна така да го броиме. Но, знаете, Владко, чудно во сета оваа ситуација, освен од левица, нема ни трак, ни глас. Значи, во изминативе неколку дена, на барање на јавното предпријатие за државни патишта, инспектор од локалната самоуправа за животна средина беше на увид на лице место. Првично, од страна на инспекторката за животна средина ни беше оневозможено да присуствуваме при вршењето на вонредниот инспекцијски надзор, но од наша страна најде на прашања на кои што очигледно немаше одговор како по однос на тоа зошто е забрането да се присуствува при инспекцијскиот надзор, на што одговори дека имало концесија. Иако таква нема. Инспекторот за животна средина фотографираше работна механизација и предели од вршените ископувања, а по однос на битните работи на терен, како што е браната која е насипана со тампон, која беше полна со вода и која истекува најверојатно во друг правец во моментов, ги пропушти да ги фотографира. Воопшто не беа земени примероци нити од воздух, нити од вода, нити од почва во село Оревоец. Беше излезено на увид кај резервоарите во село Оревоец. Освен визуелна контрола, инспекторката не превзеде ништо и предпоставуваме дека таквиот надзор на јавното предпријатие за државни патишта ќе му користи заради оправдување на нивната намера да продолжат со градежни работи тука. Интересно е тоа што граѓаните на општина Прилеп, иако изразуваат поддршка, ниту еден од пратениците, народните представници, не е дојден да види за што точно се работи. Иако во изминатите неколку дена во јавноста
се актуализира проблематиката со овој дел на Прилеп, па така јавно ги повикуваме сите народни избраници кои се избрани токму од меѓу другото и од жителите на село Ревуец, Крстец, Плетвар, да дојдат, да се појават тука, одблиску да се запознаат со проблемите со кои што се соочуваат жителите на овие населени места и доколку е во нивна моќ да превземат било какви активности околу актуализирање на проблемот и негово надминување. Јас разбирам, може би цела Македонија е добро информирана за овој прилепски проблем, но ете господата пратеници од другите политички чинители може би не се информирани. Па еве Советниците од Советот во Прилеп, градоначалникот, каде се тие луѓе? Па градоначалникот беше уште на првата наша блокада и јавно и пред медиуми тој изрази поддршка, но од тогаш ние немаме ништо околу тоа. Па еве останува да види. Останува да видиме. Иначе тоа човекот јавно го кажа, изрази загриженост за ситуацијата. Јавно кажа дека не поддржува сите нас. И останува да видиме. Знаеш како, Георги, јас знам дека ова е една деликатна тема, сме обработувале и со тебе, особено со Тренчо ја начнавме прв пат кога стануваше збор за Камен и јас мислам дека она што е важно сега, сите оние кои што ќе го гледаат ова видео, не е важно, значи дали каналот е гледан или не е гледан, пуштете го видео, споделете го, значи ова се обраќам до гледачите, информацијава да стигне, значи до што можно повеќе луѓе и отидете, побаго луѓе, отидете таму, како што кажа самиот Ѓорги, значи отидете саат-два, бидете таму, покажете масовност, да се види дека тоа не е само еден грст луѓе, дека цела Македонија на некој начин го поддржува ова. Во тој смисол, да прашам Ѓорги, значи организации на луѓе, значи поединци кои што на друг начин си имате организирано, не политички, дали имате, знам дека имавте поддршка од некои организации, кажи малку за тоа. Па, има поддршка, значи, видете во истиот ден кога дојде новиот пратеник на Левица, Сашко Јанчев, во истиот ден имавме и посета од братската Битола, од Македонско обединувачко движење, кое е строго непартиско и неполитичко исто така, со кои сме ете така и подолго време во контакт, делиме исти идеи. И исто имаме и од нив, имаме ете пчелари во најава, пензионерите ни идат почесто. Мислам дека не мислам, него гледам јас и шетајчи по низ Прилепскиот центар, така наидувам на доста реакции од непознати за мене луѓе. Ме запираат, прашуваат, се интересираат. И тоа ме радува што веќе знаеш обичниот човек некако е дојдено онаа сериозност која лепди на сите нас со ова. Ќе искористам и приликата да кажам ете на твојот канал прв пат, затоа ќе оди скоро и видео на нашата страница Спас за Прилеп. Тука во Прилепско ни се гради моментално и бункер за радиоактивен отпад. Ние сме тешко продадени и преварени. Поинаку не знам како, искрено да кажам, не знам да се изразам поинаку. Живееме во едно многу непредвидливо и страшно време, но воедно и убаво, ќе кажам, затоа што пред нас надзираат, како јас би се изразил, колосални промени. Тоа е најсилниот збор што го знам на македонски, ако е воопшто македонски. Пред нас се колосални промени.
така, јас многу пати повторувам дека живееме во интересно време и тоа интересно време дојде на нова генерација. Може би се повторува на друг начин, затоа што духот на времето е променет на друг начин, борба против еден нацифашизам кој што е посуптилен, поддигитален, поневидлив. Не станува збор веќе значи за пушки, за тенкови или за бомби, но јас мислам дека подеднакво страшно, ако не и пострашно е ако некој ти закопа нуклеарен отпад под пазовите на планината каде што живееме, од каде што треба да доаѓа питка вода и од каде што треба да произведуваме храна за генерациите што доаѓаат. Така, да, знаеш, околу тоа, само ви начинал дека дојдоа информации до нас во Тексме, а за тоа ќе излезиме јавно то соопштение, информација за цел македонски народ, да ни биде јасно за што се работи, какви се овие групации кои сами си ги гласаме. Али, еве нека оди деновиве треба да излези и тоа. Добро е, ја искористив приликата да само да го начниме тоа и да го кажеме. Знаете, Владко, би кажал само едно до нашите следачи. Моментално останува, решението е многу лесно, воедно и многу тешко. Што е тешкото, прво да почнем? Тешкото е на ние кои го знаеме и го гледаме, го следиме години уназад, како оди таа суптилна подлост, тоа суптилно и невидливо зло, кое доаѓа и баш од езотеријата, од езотериските кругови кои го владаат. Како да го убедиш својот човек, својот ближен, тоа е слично како она со вакцините кога беше, ако гледам. Значи, ние што го гледавме тоа, за што станува збор, и бевме свесни, односно, тоа доаѓа од духовната природа. Или го гледаш или не. Тука интелигенцијата воопшто не игра никаква улога. И затоа кажувам дека е сличен проблемот, природата на проблемот. Значи, најтешкото е да го убедиш и да му кажеш дека на нас лепи многу силно зло и многу пеколен план по сите нас. Тоа е прилично тешко. Еве, ти знаеш доволно долго и како ведок е и мојот личен профил на Facebook со содржините негови, но сега ете фронтално се занимаваме со тоа, а лесниот е кој? Тоа што како ќе им дојде до како кажавме преđe, прво сега до главата е дојдено, но треба и време да пушти долу во срцето. Откако ќе се пушти во срцето, од кога ќе го почувствуваат она гребење внатре, односно опасноста, тогаш е лесно, пошто на денешницава за да се одбраниме од ова многу силно зло и невидливо, е доволно само гласно и јасно да се искажиш и, например, во нашиот случај со блокада со присуство. Апсолутно. Јас и во разговорите со сите мои сограѓани кои се интересираат, му кажувам, за разлика од Втората светска војна, со денешниот проблем, нас не ни е потребно да земаме пушка. Не треба да одиме никаде. Само да дојдиме, ние си свириме на гитара, тука си готвиме, еве можам да покажам, имаме цела опрема, имаме клупи, имаме сенки, имаме за седење, тука си готвиме, дружиме и ни е пријатно. Значи, доаѓаат и луѓе од градот, се дружиме, тука и се запознаваме, што е многу важно, и се запознаваме со проблематиката, се разбира, зборуваме на такви теми, што е, како е, каде се продлабочило, како се проширило и така натаму. Всушност, воопшто не е тешко, него бара само учество. А да дојде до учеството е она најтешкото. Да му објасниш на обичниот човек кој
ката ден, од јутра до сутра, како викаат нашите северни соседи и браќа, тие мислат само пари, работа, бизнис, на работа, обврски. Тој нема време да го види она сурова опасност која му се спрема. Па замислете, еве, ајде да водите. Еве, Јас кажам, посветив дел од времето кое што ми е за одење кон работа, си реков овој повед мора да биде направен и правим се овој период. Кој поласа. така. Така, Ѓорѓе, значи, јас ти благодарам за овој повед, знам дека имам уште многу работи, јас да кажам, јас физички веќе располагам со време, ама доколку има, значи, дополнителни информации, јас секогаш стојам на располагање да ги објавам, без разлика дали ќе бидат вакав разговор или ќе бидат видео информации кои што можеш да ги снабдуваш слободно, значи, сте мене како на Facebook, така и на YouTube, просторот е секогаш значи ваш, значи јас сум на вашата страна и се залагам за сите они работи за кои што се залагате вие. Ти убаво кажа преска дека агендата 2020-2030 е во тек и дека ова е само еден дел од неа. Апсолутно. Ти благодарам, Владко, за одвоеното време и благодарам на сите наши гледачи за вниманието, за отделеното време и уште еднаш вака ќе ги повикам да се замислиме и повеќе нема апсолутно место за никакви други действија, па ниту размисли. Ова по националност или по вероисповест или по... Ние сите се наоѓаме во една каша, се вариме во ист лонец и ние сите сме браќа во неволја и мора да си подадеме рака и така заеднички со љубов, со крот. Морам да напоменам, пошто се работи за езотериска, ќе нагласам, за езотериска манџа, така ќе ја наречам, ова се решава само со љубов, од која се плашат. Ќе го дадам само еден пример, кратко, на кој никој не му се веруваше и луѓето дури не исмеваа, ти добро ја знаеш и битката за Каракамен каква беше. Таа беше со концерт, видење, со пеење, со молитви и така натаму. Ја немаш оваа форма ни на масовност која имаме сега за ова втора точка која ја браниме. Но ете успеа. Како? Успеа. И ќе им кажам и на тие што не го разбираат тоа. Кога се работи за таква езотериска, а односно се е езотериска, се што не напаѓа невидливото сега, тоа се брани само со љубов, со песна. Од тоа таа енергија бега како опалена. Така. На огромна сила со сила, нема никако да помине. Така. За Прилеп, за Македонија, Ѓорѓе. За Македонија и за Прилеп. Ве поздравувам сите и да имате убав ден. Секој добро. Поздрав.